Господи, повикав кон Тебе, послушай ме, Господи. Господи, повикав кон Тебе, послушай ме, чуj го гласот на молењето мое. Кога повикувам кон Тебе, послушај ме, Господи. Нека се исправи молитвата моја, како земја пред Тебе, а воздигањето на рацете мои, како жртва вечерна. Послушај ме, Господи. Македонската православна црква денеска го слави зачнувањето на Света Ана. Праведните Јоаким и Ана биле бездетни цели 50 години од нивниот брачен живот. На старост им се јавил архангелот Гаврил, секому посебно, и им рекол дека молитвите им се услишени од Бога и дека ќе добијат ќерка по име Марија. Тогаш Света Ана зачнала од својот маж и по 9 месеци родила ќерка, благословена од Бога и од сите човечки поколенија. Тоа била Пресветата Дева Марија Богородица. Денеска исто така се потсетуваме и на преподобниот Стефан Новосјаен. Овој Божји угодник бил роден и воспитан во Цариград, во домот на неговите родители Захарија и Теофанија. Татко му бил свештеник во големата црква во времето на патриархот Методий. Кога го носела зачнат во низината утроба, мајката негова се хранела само со лепи вода. Кога се родил младенецот, на неговите гради сјаел крст од светлина. Заради ова, но и заради неговиот чист и богоугоден живот, Стефан бил наречен Новосјаен. Во 80-та година од животот, Стефан се затворил при црквата на Свети апостол Петар и тука се предал на подвиг, на пост и на молитва. Еднаш му се јавил Свети Петар и му рекол: мир на тебе, чедо, добро започна, Господ да те укрепи. Потоа поживела многу години при црквата на Свети Маченик Антипа. Нему овој светител му се јавил и го укрепил со зборовите: знај дека нема да те оставам. Стефан со тек на време си налагал се поголеми подвизи. Се хранел со несолено зелје само 2 пати неделно. Се подвизувал заради небесното царство 55 години и мирно се упокоил во Господа во 829 година, во 73 година од својот земји живот. Повикувајќи не да го следиме со крстот, Господ одблизу го одредува нашиот подвижнички пат, отстранувајќи ги главните пречки на него, и тоа не само на дворешните, туку и внатрешните, кои имаат корен во човечкото срце. Ако сакаш да одиш по мене, како да говори Спасителот, не можеш да се жалиш себе си. Бидејќи кој се жали себе, самиот ќе се покупи. Второ, да не се врзуваме за материјалните нешта. Бидејќи каква е користа на човекот, ако целиот свет го придобие,
а на душата своја и на пакости. Трето, да не се вознемируваме за тоа што ќе речат или за тоа како на нас ќе гледаат другите, бидејќи кој се посрами од мене и од моите зборови, во овој род грешен и прелюбодеен, и Синот човечки ќе се посрами од него, кога ќе дојде во славата на својот Отец со светите ангели. Само сожалувањето, љубовта спрема материјалното богатство и срамот пред луѓето се трите главни ланци со кои човекот се држи во оковот на небогоугодниот живот, односно се наоѓа на патот на страста и гревот. Тие се главните пречки кои го спречуваат обраќањето на грешникот. Тие се главниот предмет на духовната борба во човекот, кој живее покајно и кој веќе почнал да принесува плодови од своето покаяние. Додека овие врски не се раскинат, нема многу изглед за правилен христијански живот. Имено, се до тогаш, животот ќе биде исполнет со сплетки и падови, кои не секогаш се надворешни, но секако се внатрешни. Според тоа, секој на себе нека погледне со внимание. Ако во себе најде нешто одреченово, нека се потруди да се ослободи. Инаку нека не се надева дека ќе го достигне совршенството Христово, макар според надворешноста би изгледал дека е сосема праведен.